Епизода 9. Ако излезеш, ќе исчезнеш. Седејќи во соба 413, почнав да гледам низ прозорецот кон празниот ходник. Не гледав лица, не гледав светла, само просто што се протега подалеку, од што телото може да го опфати. И во тоа сватив, ако излезам, нешто ќе се смени. Не од надвор, туку од внатре. Знаеш што ќе се случи ако излезеш? Ме праша гласот. Се свртев. Никој немаше таму. Ако излезеш, ќе исчезнеш. Не како закана, не како шега, туку тоа беше факт. Сватив дека тоа значи две работи истовремено. Ако се обидам да бидам слободен, ќе исчезнам. Ако останам, ќе бидам видлив, но подготвен за следниот циклус. И уште едно чувство се спушта во градите. Не постои сигурен пат. Се обидов да се поместам. Рацете ми беа тешки. Носете ми беа тешки. Се. Гласот продолжи да зборува. Не е важно што сакаш. Важно е што правиш. Го погледнав часовникот. Времето не се движеше според мене. Пробав да размислам за излез, да размислам за врата, за ходникот, но се што се сетив беше секој што дошол тука, исчезнал. Не моментално, ниту трајно, ниту драматично. Само одеднаш станале непотребни. И тоа ме натера да сватам дека изборот никогаш не бил мој. Седев на столот. Часовникот отчукуваше. Гласот не зборуваше. Но присуството беше навистина тука. Насекаде. Тивко. Непоколебливо. Секој што мисли дека излегува, рече гласот низ мислите, се заборавува сам. Се обидов да се подмотнам. Ништо не се промени. Потоа нешто ново се појави. Ненадејно. Празниот ходник почна да изгледа како да го чекам. Не страстно чекање, не заштитно чекање, само присутно. Не можеш да се повлечеш без да бидеш заборавен, рече гласот, но можеш да останеш доволно долго за да се сетиш. И сватив дека тоа е вистината. Не исчезнуваш ако се согласиш. Исчезнуваш ако се обидеш да имаш избор. Се навлеков на столот. Рацете ми паѓа низ скут. Почнав да дишам бавно. Не постои никаков напад. Ниту не постои никакво насилство. Не постои ни надворешен притисок. Само тишина што те убедува дека излезот е невозможен. Можеш да помислиш дека си сам, рече гласот, но секогаш некој те гледа. Сватив дека не станува збор за гледање. Туку станува збор за структура. Јас сум дел од нешто што
независимо од мене. И тоа чувство не беше страх, беше чиста, непомирлива реалност. Го затворив дневникот, часовникот отџукуваше и при тоа собата беше мирна. А јас за прв пат дозволив да се спушти целосна тишина, не како леснување, ниту како избор, само како единствен